Добре дојдовте во уште една епизода на нашиот подкаст Зрак, во која ќе зборуваме за болеста кој честопати ја занемаруваме, се дур не биде премногу доцна. Вечерва ќе зборуваме за тивкиот убиец, дијабетесот, ќе зборуваме за симптомите, дијагнозата и третманот, како и да се соочиме со последиците од неа. Вечерва за тоа со нас се ендокринолог Билјана Јовановска-Тодорова и Фатмир Бетики, кој овој пат не е дојден како пратеник, туку како пациент. Добре дојдовте. Добре ве најдов, благодарам Марина за поканата. Добро ве најдов, благодарам за поканата. Фатмир, ќе може ли да ни кажеш кога прв пат ја откри болеста? Дали имаше некоја симптоматологија и како започна? Па, сега, ако кажам, одамна не е многу, пред едно 12 години, да кажеме. И сосем случајно се откри дека имам дијабет, затоа што првите знаци ми беа замор и првите симптоми покачен крвен притисок и почнавме да одам на кардиолог. И по неколку пати идење на кардиолог, еден од кардиолозите рече, чекај малце да видиме, затоа што не е својствено триглицеридите високи, холестерол висок, HDL, LDL, се беше нарушено и почнавме да правиме одредени анализи и мислам дека после едно 8 месеци контроли, лечење, земање терапија за покачен притисок, се испостави дека сум веќе во дијабетна состојба, и пред дијабетна, затоа што беше доста висок шекерот и тогаш почнав веднаш терапија. Но, веројатно, заради работа и друго, еве и ден денеска се бориме со истото, секако сосема различно од кога сватив дека сум дијабетичар и начинот на како гледав и сосема различно денеска од денешна перспектива како јас го третирам дијабетот и како пристапувам целосно кон дијабетот. Но еве 30 тогаш имав некаде 37 години. Затоа и се вика дека дијабетот е тивок убиец. Еве малце Билјана ќе ни објасни за околу болеста, за симптомите и за типовите на дијабет. Па да, би можело да се каже дека е баш така тивок убиец, бидејќи нема некоја карактеристична симптоматологија која што веднаш во моментот ќе ве одведе на лекарски преглед. Симптомите, како што каже и Фатмир, се можеби неспецифични, испреплетени, може да се тумачат со било која друга симптоматологија испреврзани. Се во еден неспецифичен малаксаност, замор, слабост, повеќе јадат пациентите, но контрадикторно слабеат, жет, мислам дека жета е карактеристична, но и таа може да се тумачи, да речеме лето, временски околности, така натака, обилно мокрење, потење, губење на сила, енергија. Многу често се дијагностицира и во склопете на покачен крвен притисок, нарушување на липиден профил, значи така едно метаболно комплетно пореметување, доколку станува збор за тип 2 дијабетес. Кај тип 1 дијабетес или тоа оној дијабетес што се јавува кај деца е малку поинаква симптоматологијата, бидејќи буквално датумот на појавување на симптомите го нотираат. Со симптоматологијата која што споменав претходно е малце помаркантна, покарактеристична и буквално имаме датум на дијагностицирање и откривање на тип 1 дијабетес. Тоа е оној дијабетес кој што се јавува во детската популација. Тоа се деца кои што веднаш и пациенти до 35-та година како автоимуно заболување кои што веднаш се поставуваат на инсулинска терапија. Имаме гестацијски дијабетес да го споменеме, тоа е дијабетес кој што се јавува кај здрави жени кои што забремениле, меѓутоа во текот на бременоста откриваме дијабетес и тоа е едно се почеста патологија која што ја третираме на нашите клиники со оглед на тоа што жените многу подоцна забременуваат, нели трендот е на подоцни години да се забременува, обезноста ни е во подем, така што сето тоа се едни испреплетени етиолошки фактори и причинители за појава на гестацијски дијабетес и секундарни дијабетеси кои што се јавуваат после долготрајна употреба на кортикостероидна терапија,
после панкреатектомии, тумори, оперативни третмани на панкреасот, кај ендокринопатиите. Значи тоа е една помала бројка, но сепак да ги споменеме и нив како секундарни диабетеси. Така. Фатмир, како ја следиш гликемијата? Низ тек на времето, да кажеме, овие 12 години различно, но некаде е последно 5 години, 6, кога почнав да се лечам со инсулин, зашто очигледно не можев со таблетарна терапија и не Директно бев почна на инсулин? Не, првично таблетарна терапија, ама морам да признам, не бев многу дисциплиниран, не пазиш на јадење, вежбање, стресови плюс на работа што не можеш да го контролираш. И после едни таков период морав да почнам на инсулин, но имав пикови, чувствував дека и покрај инсулинот се уште не можам да го ставам под контрола и почнав сам искрено да пребарувам. Некоја случајност брат ми живее во Белгија и при моето пребарување, слушање, зборење со различни луѓе, сватив дека има сензори кои што можат 24 часов да го мониторираат шекерот и ја пред едно 6,5-7 години скоро почнав да го набавувам тој од првично од Белгија, па после Германија, кај и да најдам некој од моите роднини браќа да го најде. И денеска, благодарение на таковиот начин на контрола, можам да кажам дека го имам ставено под некаква си контрола, тромесечниот шекер кој што диабетичарите го викаат како тромесечен шекер, просек некој, го имам ставено на ниво од 6,1 6-7%, што е на ниво некој за мене задоволително. Ја би сакал уште надоле повеќе од добро регулиран. Би сакал дури под 6 имам некоја се зададена цел дека треба да се обидувам да но покрај контролата тоа ми овозможува да знам во секој момент и што јадам и од кога ќе јадам. Преку апликацијата на телефонот, така? Да, апликацијата ми на телефон, имам сензор кој што го ставам секој 14 дена и во суштина ми покажува со тек на време, пазам што ќе јадам за да знам после како ќе се однесувам. Ако имам такви пикови, секако денеска сум на инсулинска терапија плюс некоја сет на таблетарна терапија, неколку работи кои што ги земам, сметам дека сум горд што лекарите кои што ме следат навистина ми дава добра терапија, но самите си помагаме. Некојаш на пример јас имав овој период малце по стресен период и сватив дека вредностите ми се покачени. Му пишав на докторот, викам извини, јас вообичаено зимам 20 единици на инсулин. Реков, мислам дека треба да скачам на кај 24, затоа што више чувствувам дека ми влијае негативно. Вика, слободно. И сега сум на повисоко, но мислам дека е само привремено, додека помине овој период, па ќе се вратам надоле. Но е еден начин кој што искрено, дури и бидејќи сум дел од јавниот живот, кога бев на функцијата, се обидов да го воспоставиме за сите пациенти кои што вистина се рачунаат во ризичната категорија. Ја не се рачунам себе си во ризичната категорија на пациенти и да не звучи дека тоа сум го направил за себе. Јас и денеска се уште си го купувам сам, си ги купувам сензорите, но се гордеам што некаде 700 пациенти во државата денеска добиваат сензори. Мојот секојдневен повик е со и министрот за здравство и директорот на фондот, па и другите е да го прошириме делокругот на луѓе кои што ќе ги офатиме. Мислам дека реално е дојдено времето барем пациентите со диабет тип 1 и ризичните со тип 2, некаде 5000 во бројка во државата, да имаат можност да имаат сензори за континуирано мерење на шекерот, затоа што им помага во начинот на живот кој што ќе го прават.
Еве јас би се надоврзала на разговорот на Фатмир, на вистина тој CGM или континуирано глукозно мониторирање, значи континуирано, бидејќи во текот на 24 часа имате постојана евиденција како се движи гликемијата. Не треба да боцкате прсти, нели да мерите оние 8-точковни профили, се веќе треба да бидат минато, бидејќи постои супериорен начин за следење и мониторирање на гликемијата. Како што веќе спомени Фатмир, точно некаде околу 700 пациенти се на овој програм, кој што нели е обезбеден преку Министерството за здравство. Меѓутоа во моментот тоа се пациентите со дијагностициран дијабетес тип 1 до 25 годишна возраст, пациенти кои што имаат оние термин, како да кажам, поразвиени компликации од типот на слепило со тип 1 дијабетес, кои што се на хроничен дијализен режим со тип 1 дијабетес и гравидни бремени пациентки со тип 1 дијабетес добиваат бесплатно сензори. Пациенти со тип 2 дијабетес, за жал, во Република Македонија немаат можност да бидат на овој програм за континуирано следење на гликемија. Фатмир е со тип 2 дијабетес, така што самиот напомена го купува сензорот од надвор, а исто така нема можност, нема ни да се набави приватно во нашава држава, значи мора да се набави од соседните или подалечните држави. Цената е различна, да речеме околу 40 до 50 евра за неделно или двонеделно мониторирање на гликемијата. Цената не е баш нели ефтина, како да кажам, меѓутоа да, ние како држава секако дека треба да се стремиме да опфатиме поголема бројка на пациентки и пациенти и гравидни и со тип 1 и со тип 2 дијабетес кои што имаат некакви компликации, како што на вистина има потреба за следење на гликемијата во текот на 24 часа, бидејќи јас мислам дека можеби благодарение на сензорот сте постигнале таква одлична гликемиска контрола. Па искрено јас сум, луѓето ме знаат повише со бројките. Ја вообичаено согледував, барав, правев одредени анализи кога одлучувавме во влада за набавката на сензори. Ние, за жал, во здравствениот систем трошиме многу повеќе за лечење на нуспојавите кои што доаѓаат од дијабетот и компликациите, наместо да инвестираме во превентива. Ова е во суштина превентива, затоа што да не е само имање на сензорот и следење, но лекарот веќе може 24 часовно да те мониторира. Значи јас не идам на лекар секоја недела или секој месец, еднаш на 3 месеци ги разменуваме податоците, тоест извештај за последните 3 месеци. Лекарот вика намалија дозата, зголемија дозата, исфрли го овој лек. Полесно и за лекарот у секој случај. Еве на пример само еден параметар кога јас почнав, зимав некаде 76 единици инсулин. Тоа значи ја месечно зимав некаде 6 или 7 пенкала инсулински. Денеска јас 2 пенкала инсулински ме решаваат во цел месец. Трото сте намалиле дозата во текот на денот. Тие другите остануваат за другите пациенти. Тоа значи дека на крај на годината државата троши помалце еве на инсулинска терапија, а камоли другите лекарства или нуспојави, компликации кои што може да се појават. Но за жал, како општество не секогаш нели различно ги приоритизираме работите и не ставаме акцент на тоа, но мислам дека некогаш мора да се направи шекорот. Не е дека јас лобирам само за лицата со дијабет, јас секогаш и за други кои што имаат потреби за различни болести го кажувам, но мислам дека одредени трендови ние мораме да ги следиме. Например, најдов еден податок дека во државата покрај сите лица кои што се со дијабет тип 1, некаде 3300 на број, само 10% од нив се на инсулински пумпи. Го викаат. Споредува податоци во Србија, во Словенија, да не кажам било која друга земја членка на Европска унија, таму скоро е 100%. Процентот на лица со дијабет тип 1 кои што користат инсулински пумпи. Замислете да имате инсулинска пумпа и CGM, кои што во ист момент ќе комуницираат и ќе кажат колкава доза му треба на телото во одреден момент, наместо да се боцкаш
особено лицата со диабет тип 1, они мораат навистина Постојано да се многу боцкаат, често да се контролираат. боцкаат. И некогаш велам, жалосно е да видиш деца кои што треба 12 или 13 пати на ден да ги боцкаш за да може да ги контролираш и навистина жалам што сме успеале нешто да направиме, ама не доволно. Еве, може да кажеме добро е што децата или младите до 25 години веќе се на таква терапија, но мислам дека треба да направиме ишчекор затоа што навистина треба диабетот да е состојба со која што се живее, Така. а не би требало или не секогаш би требало да влијае на квалитетот на живот. За жал да се кај нас чувствуваш ограничено. да, за кај цело нас време треба да се боцкаш, повеќето да мириш. чим добија диабет викаат сега готово како ќе се справиме, каква е ова болест. Апсолутно, има многу современи лекови, инсулини, современи останати групи на лекови, оние ГЛП-1 рецептор агонисти. Мислам, Фатмир, дека и вие тоа користите. Да, тресиба. Тресиба како базален Да, инсулин. базален инсулин. И користите Оземпик. Да, семаглутид. Оземпик, семаглутид, парентералната форма. Значи, навистина современи формули, современи лекови. Може би во тој план држиме некој чекор. За жал пациентите приватно си ги купуваат. Имавме и таму одредена бројка која што беше, нели, преку Министерство за здравство, меѓутоа останатата бројка се ги купуваат на пациенти приватно. Меѓутоа, навистина имаме нови, современи, добри лекови кои што обезбедуваат нели подобра гликемиска контрола. Ако сето тоа се искомбинира со континуирано глукозно мониторирање, резултатот би бил неизбежен. Значи, да, и дефинитивно. мислам, овде бидејќи веќе спомнавме како вид на терапија, на пример, кај мене се испостави дека ја добивам во некој вид на обезност, ама не добивам, класично како кај диабетичарите, ја никогаш не сум бил преобезен, но класично метаболниот синдром таму кај што се појавува, тоа е околу стомакот, покажувало дека имам диабет. Кога почнав да го користам Оземпик, ние првенствено заради диабетот, нели бидејќи е семаглутид и го регулира шеќерот после јадење, да кажеме лаички. Така. Плюс инсулинот, базалниот. Јас зимам исто така метформин и зимам дапаглифозин, кој е сет на неколку работи, кои што искрено кај мене го даваат најдобриот до сега резултат. Сум пробал се, различни лекарства, различни типови на базални инсулини и така натаму. Еве да не се урочам, до сега дава најдобри резултати. Надворот, кога имам стресни ситуации, кога има стрес, мал се повише и различни ситуации, кога не пазиш на Но имате сензор, ќе се мониторира гликемијата, ќе ја покачате дозата на базалниот инсулин и сето тоа може многу едноставно да се среди, нели? Сам. Значи, јас секако зимам и оној, го имам инсулинот. Рапидниот, брзиот, за да некогаш во случај. Еве во овој период, месецов, на 2-3 пати морав да го користам, затоа што, но си велам да го немам начинот на мерење, не секогаш, во секоја ситуација ти го имаш целиот апарат, целиот сет да провериш шеќер. Вака едноставно на телефонот си викам сега, се надевам нема гласно да каже колку ми е. Сега само ќе направам вака и викам добро е. Еве може да кажам колкава ми е вредноста. Во моментов 6,1. Добро, значи не си под стрес сега. Не. Добро. Вака, ви се случило ли некојаш во влада кога сте на седница да имаш покачен да ви покаже? Пошто таму сте под стрес. Се случило неколку пати. Како реагирате тогаш? Па зависи, ако добијам хипогликемија, сосема различно или хипер, ама вообичаено хипергликемија добивав. Еве малку луѓе го знаат, освен тие кои што работеа со мене многу блиску, 2 пати колабирав на работа. Еднаш со обимно повраќање до
скоро. А знаат ли луѓето околу вас како Тие кои што дифрагираат, дали ве работеа со познаваат? мене, знаеа и се грижа искрено, има секогаш еден сет на терапија кој што ја државме до нив, иако јас со себе секогаш имам ташничка во која што ми е целата терапија, Така. но е поприлично тешко искрено да кажеш кога водиш таков живот да пазиш на се. Јас се обидував да бидам тогаш повнимателен него сега кога сум на функцијата пратеник, затоа што динамиката на работа е сосема различна. Тогаш се обидував да бидам стриктен колку пати на ден јадам, колку јадам и да немам многу време оброците да ми Мора бидат да се земе помали оброк. за да земам Така. било што, па да имам некој овошје помеѓу двата оброка, токму да немам, затоа што во долги денови не можеш да претрпиш. Во собрање е сосема малце различно, но мислам дека клучно и за мене и за сите други е луѓето околу да прво да не те третираат како болен, но да сватат дека ти имаш одредени потреби. Така, Така. така да знаат да бидат Например, запознаени. дека не знам, сум го кажувал ретко, ама го кажувам примерот да тие кои што ме возеа и обезбедува како вице-премиер, секогаш држа една Кока-кола во возилото, иако ја не пијам. И дури еднаш прв пат кога приметив, викам, што стои Кока-кола во овде секој ден, они знаат дека не пијам и Да. помина некој период, викам, абе да не сте ја забравиле Кока-колата овде у кола. Вика, не, вика, за вас е, паднеш, За вика, секој шекера случај, што ќе да се правиме, има. да се има. Така да, тоа е начинот како треба да се Така. помага, ама така и во семејство, на пример, Така. секогаш има нешто и кога легнувам да спијам, има нешто околу мене, затоа што убавината на сензорот е што ти дава знаци и на спиење ако добиеш хипогликемија и тогаш мораш ти да внесеш нешто благо во организмот за да нема лек за тоа, освен да јадеш. Јас би се надоврзала на Фатмир и би кажала дека на вистина, да, дијабетесот е хронична болест, доживотна болест, меѓутоа болест или состојба подобро да ја кажеме, со која што може да се живее апсолутно нормално и апсолутно да не пречи на никакви психофизички активности кои што се извршуваат во текот на денот. Во нашите амбуланти имаме многу пациенти од различно образование, да кажем, од различна припадност и така натака. Имаме пациенти кои што буквално во најтесното семејство не кажуваат дека имаат дијабетес. Тоа не е во ред. Значи, скришно се инјектираат инсулин, сите овие ситуации на хипогликемија, хипергликемија во тој случај потешко се менаџираат. Значи, еве вака еден апел чисто нели во нашиот разговор е дека нема ништо срамно во сето тоа, дека треба да се каже, дека треба да се сподели. Знае, така. Во неблиското обкружување, училиште, градинка, каде и да е, дека тоа дете, возрасен, вработен, како и да е, боледува од дијабетес. Затоа што секогаш што и да се случи, нели, она прва помош, како да кажам, доаѓа од тие што се во околината. Точно. Така да треба да се подигне свесноста дека да, тоа е состојба која што нели е доживотна, но не треба да се крие. Да, јас пред да се вклучам во политиката, имам работено и доста со странци. Например, во тоа време со странците со кои што имам работено надвор од државата, беа посвесни Да. него, да кажем, нашето општество кон како се третира дијабет. И, например, воопшто не беше нелогично да кажеш и на сред состанок, извинете, лошо ми е, морам да станам да земам инсулин. Апсолутно. Сосема, онака, така. нормално, Најнормално. имаш потреба, Да. да, нема проблем. Да, Дури нема ти вика, не се секира, еве, сврти се на страна, земи овде, не треба ни да стануваш. Апсолутно. Не е ништо. Овде е процес, веројатно, не сите се навикнати како сега овој види го се боцка сега, што прави тука. Да. Таквите, веројатно, ќе треба повише да се инвестира во едукацијата, затоа што некои работи Не се запознаени за болестите. Многу луѓе, дали не ги интересира или не. видите, ако одбиеш на пример торта за роден ден. Сите добиваат торта и ти викаш извини не и вика не сакаш од мојата торта да изеде. Абе не дека не сакам, не можам.
Така. Не ми дозволува Така. телото сега. Така. Апсолутно. Така. А да се тргнат тие стигми, како да кажеме. Значи да се тргне таа стигматизација, нели, кон тој пациент или личност што има диабетес, па и било која друга болест, нели? Точно. Меѓутоа, тоа, како да кажам, тоа се некои убедувања, некои воспитувања, како да ги наречам, некои семени традиции, можеби. Дали тоа да се каже или не, тоа Марина и кај вас еве го гледате. исто. Има пациентки Да, кои што точно. кажуваат, имам Се карцином, кријат. има пациентки Повеќе има кои што се кријат, воопшто не кажуваат. Така што истото дури е и за сите семејството болести. не знае. Додека не стигне до фаза кај што не може да оди пациентката и да дојде во количка, само тогаш кажува зашто да им кажам на сите да ги малтретирам, тоа е принципот кај нас. Ќе им кажам сега па треба да ме носат на доктор, па јас ќе треба терапија да примам секој 2-3 недели како што кажувате. Не, ама тоа е целата работа. знаете ама како, треба- на пример, ние сите имаме различни обичаи. И сега замислете, идете за Бајрам и вообичаено за Бајрам се јаде баклава. Така е. И сега ја морам да одбијам, тоест одбивам, Да. или за атер ќе изедам една баклава на едно место, ама одиш на 10-12 места, не можеш ја да Секаде изедам да јадете. 12 баклави и сега не може да сватат. Идам кај тетка, ми беше постара она, Бог да ја прости, и вика, а зошто кај мене тетин ми вика, ти никогаш не јадеш баклави. Викам, следниот пат само кај тебе ќе јадам, ама ја не јадам заради Така. дијабетот. Да одбиеш Да. или да седнеш и вика те нудат за пиење нешто, ти викаш извини вода. Само. Како вода, има джус, има, абе не можам. Така. Не, зошто не сакаш да пиеш? Абе не, дека не сакам. Така. Ја пазам затоа што на пример на динамичен ден ако сега да седнеш нешто да направиш, и тоа е веројатно да, и недоволна информираност, недоволно отвореност, малце поконзервативни за одредени работи. Ја не сум имал и денеска неам таков проблем. Семејството и потесното и поширокото веќе ме знаат, ја велам, извинете, не можам. Например, некојаш дури тестенини или питин или Да, домашни да. ептен сакам да изедам, ама знам што ќе ми се случи после. Така. Ако изедам и викам, знаеш, многу добро, ама толку, малку, само за атер и толку. Да се пробам. Затоа и се овие емисии, повеќе се од информативен Именно. карактер, дека не се единствени во тоа што им се случува, дека има многу луѓе кои што боледуваат од таа болест, значи ето е на некој начин да се подигне таа здравствена култура или како да ја Како да кажеме. превенираме болест? Како да се превенира? Значи, тип 1 е автоимуно заболување, тука некоја специјална превенција не постои. Меѓутоа, за тип 2 диабетес, па и гестацијски диабетес, знаеме. Значи, да се избегнат стресни ситуации колку што е возможно, меѓутоа со начинот Многу на тешко. живот, нели? Многу е тоа тешко. Општо со сите. Или барем да се менаџира стресот на соодветен начин. Сите акумулираме стрес, но и треба да се направат некои механизми да се, нели, менаџира тој стрес, дали со некоја физичка активност, можеби на некого менаџирање стрес му е да изгледа физичка добар активност? филм. Најслаба страна. Така. Секогаш велам дека за жал времето е фактор. Навистина. Треба време. Некојаш Да. е времето фактор. Ама тоа ми е најслаба страна, но кога ми се овозможува, не одбивам да не правам, не знам, некоја физичка активност која што бара премногу напор, ама најмалце пешачење. Ја таков сум и по сам брзо одам, така да пешачењето навистина гледам дека ми дава најдобар ефект. Може би други некои спортови би биле уште поефикасни, ама едноставно немам доволно време, но по се изгледа како што старееме со состојбата што ја имаме, ќе мора нешто да се превземе, затоа што мислам дека не знам дали ќе превенираме, но барем ќе превенираме да не се влошат и да нема други компликации. Независно на колку се грижиме, колку често одиме на лекар да проверуваме одредени состојби. Една работа што научив, колку што повише сам се спознава себе си со состојбата со која што живееш, ниеден лекар не може едноставно во пола час или час да ти даде препорака. Ја сум стигнат сега кога одам да зборувам со лекарот, ја му кажувам што се ми се случило последните 6 месеци.
И му кажувам, имав хипогликемија толку, направив ова, земав ова. После тоа ми се случи. И буквално си разговараме Така. и така одлучуваме после што понатаму. И он, например, ќе ми рече, сега ќе намалиме метформин од толку на помалце, па ќе зголемиме нешто друго. Буквално сами си помагаме. Сега ја немам очекување дека секој еден ќе инвестира толку за да го проучува, ама барем може да своето тело го разберат како функционира и кога, например, да не биде да каже добив хипергликемија, ама у 12 секогаш ми е вечер, 12 на вечер ми е вечерата. Секако ќе добиеш хипергликемија. Така. Апсолутно. Често пати пациентите доаѓаат во амбуланта и ќе, мериме гликемија и 9 шекер од 10. Така ми е уреден мене така цело време ми е гликемијата. Треба да сакам. Мислам дека гликемијата е влезена во оние редовни систематски прегледи кои што треба да ги прави матичен лекар. Ма воопшто не се обраќате ендокринолог. Значи матичните лекари, да речеме, треба да бидат првата алка каде што треба да се врши дијагностика на дијабетесот, бидејќи дијабетесот секаде во светот го третира семеен лекар, фамилиарен лекар, матичен лекар. Со специализација со Така што да се подигне и свесноста и кај матичните лекари, мислам дека они го имаат тоа како цели да се прави проверка на гликемија и нормално доколку гликемијата е над 5,6 милимоли на литар, соодветно да се прави што понатака. Кај оние кои што имаат покачена гликемија на гладно да се направи ОГТ тест. Доколку 2 пати се нотира гликемија на гладно повисока од седмица, тоа е веќе дијабетес. Доколку рандом се измери гликемија повисока од 11,1 во било кое време во текот на денот, тоа е веќе дијабетес. Веднаш да се почне со фармаколошки третман, совети за исхрана, како што веќе цело време збориме во емисијата, физичка активност која споменавме, препораките се минимум 3 пати неделно по 60 минути физичка активност, минимум. Значи распоредено, дали пливање, дали пешачење, дали трчање, дали играње фудбал, кој што преферира, Меѓутоа тоа се минималните препораки за физичка активност, подобро искористување на глукозата, превенција од дебелење и настанување на обезност кај пациентите, затоа што пациентите кои што се со тип 2 дијабетес, па и тип 1 дијабетес, кои што примаат инсулини, а самиот инсулин е анаболен хормон по природа, имаат склоност за добивање во тежина. Така што тие совети за соодветна исхрана, физичка активност, како што веќе споменав, се од есенцијално значење за добивање на соодветни резултати и имање на успех во третманот на овие пациенти кои што ги лекуваме. Така. Дали често пати се јавуваат со компликации, да речеме бубрежни компликации, па тогаш прв пат да се открие. Да, многу често. За тип 1 дијабетес не. Бидејќи тип 1 дијабетес се смета дека и да се лошо регулирани после 5 години од дијагностиката доаѓаат компликациите. Но за тип 2 дијабетес, бидејќи спомнавме дека има симптоматологија која што пациентот ја толерира, не ја чувствува, но компликациите, секој организам има различна склоност кон појавување на компликации. Многу често имаме пациенти со макулопатија, со развиена пролиферативна ретинопатија, со катаракта дијабетична. Значи ќе завршат на офталмологија, па оттаму ќе се види дека пациентот има дијабетес. Или пак има некое терминално ренално заболување, па тогаш ќе се земе гликемија, тромесечен процек хемоглобин А1C, па ќе се види дека тој пациент впрочем има и дијабетес, меѓу другото и напреднато ренално заболување. Мислам дека тука треба да се работи на тоа здравствено, на примарна превенција, да на време ги фаќаме овие пациенти со дијабетес и на времено ги третираме и да не дозволуваме да дојдат со вакви напреднати компликации. Така. Фатмир, има ли некоја случка што се случила во моментот да немаш инсулина и да е висок шекерот? До сега. Има некоја што си требал во тие моменти. Ако пропуштам, например, доза, е имало такви случаи, затоа што инсулинот има иглички кои што се менуваат и да ми снема, тоа да заборавам резерва, да ја фрлам претходната и не можеш секаде да ја набавиш и да прескокнеш и тогаш гледаш нешто друго, например, сам свој мајстор. Така. Наместо да земам, например, зашто
ке беше премногу да ги немам ни печињата, тоест таблетите, ни инсулинот. И тогаш, бидејќи ги имам таблетите, па земам 2 таблети, како да надокнадам нешто, само за да го задоволам телото, да не ми направи некој шок во смисол на хипергликемија или хипогликемија. И веројатно телото е веќе навикнато, ама има такви ситуации. Но еве, се справуваш. За жал не сум дозволил, ја некако се навикнав на овој стил на живот. Велам, секогаш некои дури ми викаат зошто секогаш имаш ташничка со себе заради стилот на обликување. Викам не, но во ташничката има една кутија со таблети. Дали некој си ја заборавил негде кога си одел. И плюс инсулинско пенкало и плюс 2-3 резерви на иглички. И тоа си го проверувам најмалце еднаш неделно, дали се ми стои, дали има доволно за наредната недела и така. Да едноставно да не бидам во ситуација во незгодна, затоа што еве сега сум во собрание, ќе биде многу лошо. Не сум далеко од дома, живеам во Скопје, но ќе биде премногу ако нешто ти се случи на собраниска говорница или па добро, непријатно. Ки излезеш може до негде, за тоа прашувам. Во авион некогаш да не си заборавил, да речеме, може да ја забориш ташничката, за тоа прашувам, викам дали си навикна цело време да си ја носиш со тебе кај да одиш до тоа. Може ќе ја заборавиш од брзање. Многу интересно што еве особено кога патуваме, секогаш и службено кога патував, ја патував сам со обезбедувањето и со другите колеги, сопругата дома секогаш прашањето. Инсулино дали со тебе, хапчињата дали се со тебе, дали имаш резервна игла за боцкање и тоа ти е дополнително да заедно се знаеме секако што треба. Секако, затоа што не знам, ако отидеш надвор од државата, не можеш да набавиш инсулин. Тоа е комплицирана процедура да се остане надвор без инсулин. Имав еднаш таква една искрено мака изнамачивме. Не знам што се случи со иглот, со пенкалото, не ми функционираше. Едноставно овде го добиваш во специјална аптека за инсулинска терапија и бевме некаде секоја среќа што имавме пријател кој што неговиот другар беше лекар, па лекарот се јави на негов другар, па пропиша, но малте не требаше 24 часа некако да се снајдеме за да добиеме, но беше премногу тешко, искрено. Тоа е комплицирана процедура, навистина за надвор да се остане без инсулин. Значи тоа е баш комплицирана процедура, не може да се купи да влезеш во аптека и да речеш дајте ми едно пенкало тресиба. Тоа не функционира така. И затоа стварно надвор кога се патува. Со извештајето тука од кај нас дека примаш воопшто не може да се набави нигде. Не, збориме за надвор. Во рамките на нашата држава, било кој град, значи тоа може. Да, ќе ти излезе во пресред. Ке се излезе во пресред, ке се отиде во некоја клиника, болница, ке се боцне инсулин, меѓутоа за надвор тоа е навистина комплицирана процедура. Воопшто не може да земат. Да. Да, и затоа мислам дека сви се случува. Кажавме, ова е состојба со која што треба да прифатиш дека мораш да живееш и луѓето околу тебе треба да сватат дека ова е состојба без и која што ако се третира, независно дали е таблетарно или со инсулинска терапија, дека не можеш без тоа. И тогаш сите ќе пазат. И те велам се, да не пак да секојаш кога викам не сум направил ова, да не се урочам, но си пазиме, за да не забораваме. Особено внимателно, затоа што еве ни се случило еднаш, кога идеме надвор од државата. Тогаш дури некогаш намерно земам дополнително пенкало. Резервно пенкало, да не речеме резервни пенкала, за во случај. Не знам што може да се случи, не знам. Или иглите, например, ти навистина некојаш не сме ние на секој боскање, секој ден да ја менуваш иглата, иако е препорачливо, но некој се случува едноставно ја ставиш, не функционира. Не сака. Се расипало нешто и ти ако немаш резервно пенкало,
Да. Си останал без инсулин, нема што да му правиш на пенкалото. Така да, не знам дали се навики, но мислам дека многу полесно кога имаш покрај тебе луѓе кои што те разбираат и внимаваат. Така. Билјана, се Така. случува ли во амбуланта со пациентите, често пати имам јас запознаено пациенти што постојано да јадат благо. Значи, покрај тоа што има диабет, постојано јадат благо. Секако дека има, нели, пациенти кои што се многу совесни, кои што ги почитуваат сите препораки. Така. Меѓутоа, има и пациенти кои што за жал не ги почитуваат препораките, кои што не се физички активни, не внимаваат на исхраната. Имаме пациенти кои што имаме високи просеци, но одбиваат инсулинска терапија, нели? Сепак тоа треба да биде на своја, нели, на Одговорност за свој живот се работи, нели, така. да се почитуваат Да. препораките на лекарот. Има и такви пациенти, меѓутоа тоа се навистина многу помал број отколку оние кои што сакаат да ги следат препораките, затоа што сепак тоа се совети кои што се за нивно добро здравје. Така, така. Да, имаме ние и специализирани, значи, како да кажам, специјални овие сестри, нутриционисти во рамките на нашиот центар за диабетес, кај кои што ги препраќаме овие пациенти, кај кои што сметаме дека нема соодветна едукација постигнато, се реедуцираат, се едуцираат, значи, за сите овие принципи на исхрана и на вистина можам да кажам дека резултатите не се задоволителни. Така, така. Што многу е Во важна исхраната. најголемиот Мислам, број на пациенти. Така. Нема пациент кој што излегол од нашиот центар за диабетес кој што не поминал обука за исхрана, физичка активност, значи за оној бихевиорален третман на диабетесот. Фармаколошкиот третман е во ординацијата со лекарот, меѓутоа советите за исхрана, физичка активност е исто така одговорност и е во на рамките на нашиот центар за диабетес. Но, Така. знаете, никогаш, ја имав таков проблем додека не е сопругата, туку по широкото семејство, додека свати дека треба да внимавам на исхраната, дека навиките мора да се сменат. Например, Да. татко ми, мајка ми, татко ми, покојниот мајка ми, ден денеска е жива, ќе ми рече, ама јаде, знаеш, ништо, од малце ништо не е. Да, Ја за викам, тоа не. имам и Например, фамилијата. знаеле дека у време ја не знам, не можеш да седам без пржен компир. Додека кажав не може затоа што тоа негативно влијае, затоа што има скроп и во суштина ми штети. Или да направам целосна разлика дали и колку да пазам колку протеини наспроти јагле-идрати внесувам во организмот и некогаш навистина ќе ми потреба да внесам јагле-идрат, се чувствувам онака, но знам што значи после што ќе очекувам, до која граница. Ако отиде малце повисоко од тоа, нешто се случува дополнително, затоа што не е само од исхраната. И сега, за жал, ние кога велиме треба да пазиме, првиот одговор од сите па да, за тоа треба да имаш услови, треба, нели? Да, за има- таква не е- храна не е треба вистина. услови, треба не, да. не е така, вистина, точно. затоа што границата можеш лесно да ја направиш. А тоа е, ако земеш да јадеш ориз, да не јадеш и леп. Така. Така. Затоа што тогаш Да не ги Не комбинираш. одиш ставаш заедно. бомба во Да себе. не ги Така, комбинираш. така. Така. И ја тоа го правам. Ама сега не правам нешто извонредно. Ако има риба, ќе земеш и ориз, без разлика каква е рибата. Дали е тоа ослич или лосос, или било која друга пастрмка, да? Ориз и доволно. Или наместо Салата. ориз компири, И салата. или некојаш да избациш па земаш само зеленчук и еве Но го. знаеш како, во нашите амбуланти имаме пациенти кои што, например, со задоволство ќе прифатат диета, физичка активност, само да не се боцка инсулин. Да. Има пациенти кои што сакаат да јадат, не Да, да, сакаат па да ги затоа упорно променат јадат. хигиено-диететските навики. И тој вика, И он ќе става максимални дози на инсулин, ќе се боцка, само да може да јаде, па и физички да не е активен. Значи не сака да смени ништо во својот живот, но еве ќе се боцкам, не е проблем. Ги прекидели на психолог. Да, имаме пациенти кои што значи разговараме, гледаме дека нема, како да кажам, резултати, дека не ги почитуваат нашите препораки, каде што
Имаме многу пациенти кај кои што се случува и брнаут од дијабетесот, затоа што дијабетесот е хронична доживотна состојба. Тоа особено го забележуваме кај пациентите со тип 1 дијабетес кои што од млади години имаат дијабетес, каде што излегуваат, се дружат и едноставно кажуваат сега моите врсници прават се како што сакаат, јас едноставно не можам. Па се јавува револт, се јавува бес, се јавува депресија, да не речам, пропратена во склоп на дијабетесот. И многу често овие пациенти кај кои што ќе видиме такво нешто, дека буквално креваат раце од дијабетесот, а тоа не може да се случи, бидејќи кај дијабетесот нема пауза, нема годишен одмор, нема викенд. Дијабетесот е 365 дена во годината. И треба да се почитуваат сите овие препораки буквално секој ден во годината. Кај тие лица, токму кај тие лица кај кои што гледаме дека дигаат раце од дијабетесот, буквално ги препракаме на психолог. После разговорите со психолог, па и психотерапија, па и медикаментозна терапија, ако се вклучи, навистина имаме подобри резултати, се враќаат, ги прифаќаат сите овие состојби, обврски што ги носи дијабетесот. Млади луѓе се тоа. Се подобрува гликемиската контрола. Јас сум видел и кај постари луѓе. И кај постари? Некако ноншалантно вика, 30 години, више живеам со ова, шо, јас сум стар више. Ја викам, не е така, затоа што компликациите може да ги спречиш. Наместо да оставиш да ти се случи некоја компликација, па после да жалиш. Да. Денеска барам, јас знам дека и во јавното здравство и имаме најдобрата можна терапија која што постои. И од аспект на базалните инсулини и се друго. Така да е гревота да оставиме луѓето едноставно да, ако види дека не може да го контролира со еден вид на терапија, да не се стави на друг вид на терапија, затоа што пак ќе кажам за секој еден човек компликациите може да бидат многу поголеми и за жал пак ќе кажам дали е тоа од недоволна едукација на самите пациенти, дури некојаш ќе кажам дека е недоволна едукација и внимавање на вие ги спомнавте матичните лекари. Мислам дека и таму, затоа што најчестите контакти со матичните лекари, мислам дека они треба малце повише да знаат и какво е однесувањето со елементарните работи за дијабет и други состојби, за да можат да те усмерат кога ќе отидеш. Мислам дека прво што треба да се каже се компликациите кај нас, за пациентот да се исплаши, за да може да ја свати сериозни работата. Мене, ако ме прашаш. Не знам. Јас мислам дека на пример велам зошто матичните, мојот матичен лекар, кога ќе отидам за настинка, ве знае. Да. И она прва работа вика можеш да земеш, не знам, лек за настинката, не знам. И вика, ама чекај, вика, нема да го земеш овој, зашто овој ќе ти направи после проблем со дијабетот, мораш да земеш специјален кој што е за дијабетичари. И буквално не те става во ситуација, зашто ти кога имаш одредена болест во моментот, не размислуваш и за ова другото, а може да ти направи компликација која што едноставно треба да те следи. Затоа се вика матичен лекар. Семејниот лекар, значи тоа е лекар кој што има поблизок контакт со пациентите, го знае поблиското семејство, начинот на нивното живење, па да не речеме финансиската состојба, па и како тоа функционира семејство како семејство, нели? Така што затоа велиме, нивниот контакт е поблизок со пациентите. Секој почест, многу почесто го гледаат матичниот лекар отколку нивниот дијабетолог. Значи, сите тие совети првично и препораки треба да дојдат токму од матичните лекари. Фатмир, имаш ли страв прв пат кога дозна си ти тогаш млад? Кога ти кажа дека имаш дијабет, што ми се случува? Да не биде дека сакам да правам тука како сум бил толку свесен како денеска, мислам дека година дена не можев да прифатам првично дека имам дијабет. Сакав истите навики. Значи првата година едноставно со истите навики претходно сакав да продолжам да живеам. И веројатно дури мислам дека првите 4 години да внимавав многу повеќе, немаше ни да дојдам до инсулин,
да пазев и на исхрана, и на физички активности, и на лекарства, редовно зимање и така натаму. Тоест да бев малце по-едуциран околу како се справува со состојбата на диабет, сосема различно. И веројатно имаше тој отпор внатрешен, беше од стравот, да прифатам дека сега јас сум диабетичар. Но денеска јас гласно зборувам не само на подкаст, туку гласно зборувам со секој еден, дури мои пријатели кои што отишле спонтано да проверат крвна слика, слика и им излегло и ги гледам уплашени. Ја трошам време ко да е за мене. Сад време му зборувам, чекај, не е толку страшно, да видиме дали е пријат диабетна состојба, па ќе исклучим, па ќе ти помогнам. Значи, ко некој баш другарски и лекар да сум. Или како лице кој што го поминал сето тоа. Полесно звучи кога разговараш со некој кој што има таа болест, кој што може да ти даде совети од искуство. Да. И гледате дека е жив, здрав, нормално функционира и дека дури тие што ме знаат, на пример, ако не ме виделе долго време, но и тие што ме знаат поодамна, ја искрено пред 4 години, не полни 4 години, бев многу полничок, да кажем. Едно 13 килограми повише. И сега ми викаат, како може сега диабетичар? Вообичајно диабетичарите се обезни, знаеш. Да. Како може? И сега почнувам да им објаснувам ама е терапијата, пазењето, ова, има различни фактори. И некако се смируваат. Да го имав ја тогаш, некој, да се ова ми го објаснеше, веројатно не имаше да имам таков страв внатрешен, немир. Што ќе ми се, зошто? Прво, мене велам, одреден период не можев да си одговорам на прашањето зошто сега јас? Тоа е, револтот. Да. Од каде јас сега? И прво, зошто, што направив, кај погрешив, за да еден ден кажам, тоа е. Да. Состојба може да е генетска, може да е друг причинител, но ако се навратиш да истражуваш, ти можеш заради терапијата, ние сме правиле со кажам со лекарите со кои што сум се консултирал, сме правиле и генетски испитување за да видиме кој вид на терапија најдобра антитела за диабетес, веројатно. Но тоа сме го направиле за да си помогнеме, ама не сега за да наоѓам кривец зошто ова се случи или како се случило. И затоа мислам дека навистина се радувам кога веќе гледам во вашиот подкаст зборуваме луѓе со различни типови на болести или состојби зборуваат дека може да се справиме, затоа што мислам дека на луѓето во општеството им треба повеќе информирање. И да, ние секогаш гледаме на подоброто, нели? Викаме ама во Западна Европа вака го третираат. Јас ќе кажам дека и во Македонија има доволно добро и доволно знаење, но и како го вика стручно докторката фармацеутски третман, фармакотерапија која што се нуди, која што може да им го олесни животот на луѓето, квалитетот на живот да не го изгубат луѓето во државата, но треба взаемно да си помагаме. Така е. Иначе, ако оставиме само на оваа страна, а ние викаме, сега докторите се одговорни, они не ни ја дале правата терапија. Што правиме ние? Многу е важно да се прифати болеста. Мислам, било која болест треба да се прифати. Да се почитува се она што е кажано, да се придржува. Еве да направиме една аналогија. Имаме некој активен пушач, има астма, му даваме лекови за астма, тие не функционираат, он пуши упорно. Вака да го упростиме, како да кажам, таа компарација што ја зборуваме. Нема да има резултат. Најдобриот лек да го прима тој пулмолошки пациент, нема да има резултат. Истото е и во нашава состојба. Имаме одлични лекови и можности. Ако пациентот своеволно не се придржува, нели на дадените совети, нема да имаме соодветен резултат. Можеби ќе имаме делумен резултат, меѓутоа нема да биде тоа на ниво како што сакаме да постигнеме
соодветна гликемиска контрола. Така, ја мислам тоа е све од неприфаќање. Неприфаќање на болеста. Фатме Рубаво кажа, од моментот треба на да се- поставување на да. диагноза, не само за диабетесот, тоа се опишани Општо во за сите. медицината, ги има Да. тие фази. Да. Фаза на бес, фаза на на гнев, фаза на отфрлање, Револт, јас, да. фаза на игнорирање. И можеби Така. кај некој некоја фаза доаѓа прва, кај некого втора, некој можеби ќе прифати, па депресијата ќе дојде подоцна. Некој можеби ќе ги помине овие игнорирачки фази Ќе на ја почетокот, прифати. па ќе рече да, тоа е. Тоа е тоа. Нема да. што, ова е доживотна работа, доживотна болест, ќе ја прифатам и ќе направам the best of me, најдоброто Така, што да. може. Така. Значи, тие се опишани фази на соопштување и како ја прифаќа пациентот болеста. Така. И треба да има добар квалитет на живот. Апсолутно. Со тоа самото прифаќање им се подобрува Но, и квалитетот. прифаќањето, поддршката од семејството, поддршката од пријателите, од лекарите, од матичните лекари е дефинитивно на пиедесталот, значи на есенцијално потребна. Без Така. поддршка, без разговор, без отвореност, нема резултати. Така. Токму тоа што го зборуваме во текот на Апсолутно. целата емисија. Не, навистина е суштествено да луѓето се информирани. И веројатно, видите, бројот не е мал и во нашата држава на лица уфатени со диабет. За жал, оди со десетици илјади. И секоја година мислам дека по тоа што читам се зголемува. Се зголемува. Ние мораме да сватиме дека таа категорија живее до нас, со нас. И ние мораме да си се подржуваме. Тоа не е заразна болест. Значи, тоа се луѓе кои што едноставно се снашле во таква ситуација, имаат состојба на диабет, мораме да си помагаме еден на друг. На пример, ја имав пример кога прв пат почнав да го носам сензорот и замислете во лето, сензорот се гледа. Ми викаат, те чипирале. И викам, да, сега нели беше интересно после COVID. Да, тоа Да, се. Викам, да, ме чипирале, имам чип, сега сите знаат за се за мене, ама некој се смее, некој е онака равнодушен, некој вика, што е сега ова? И ти треба да им објаснуваш на луѓето дека за разлика од да не кажам именувам странци, кои што едноставно не се ни грижиш што имаш ти, дали го носиш, не го носиш, имаш потреба, взимаш. Почнува да свири телефонот, некојаш си проверуваш. Никој не те гледа. Никој не ти вика, затоа што не се јавуваш. Фактот дека се проверуваш, значи имаш ти потреба која што луѓето мора да го прифатат и затоа мислам дека навистина не само за диабетот, за и за секоја друга болест или состојба, луѓето едноставно треба денеска е нездраво за сите да не зборуваме, да не си помагаме еден со друг, затоа што и лекарите на една страна има доволно знаење и вештини, но не се семочни ако од другата страна не прифаќаме. Здруженија на пациенти меѓу себе да комуницираат, не знам дали има здружение така за пациенти. Има. И е доста активно. Има и со тип 1 диабетес и тип 2 диабетес, има здруженија. Од секој град се зачленуваат, имаат секции, предавања и се доста активни. Навистина лобираат, прават состаноци, гледам и со политичкиве авторитети. Така што сега еве некои петиции се подпишуваат моментално, гледам и на Facebook се врти кампања за сензори, CGM и за инсулинските пумпи. Бидејќи тоа е иднината на диабетесот. Сега да не се лажеме, нели? Поставување на инсулински пумпи за тип 1 диабетес, тие се одобрени може и кај тип 2 диабетес, но нели, тоа е скап девајс, но секако поголема застапеност на сензорите, мислам дека во моментот ни е од круцијално значење. Искрено, мислам дека треба да се направи напори. Знам дека кој има многу потреби е тешко да одвоиш пари за се, но кога ќе се види и се направи анализа во колку ќе внесеме сега во тоа што го бараат од Сдруженијето на диабетичари во Република Македонија, наспроти колку трошиме на лечење на различни состојби кои што произлегуваат како компликации, ќе видиме дека овде е многу повише.
не знам, Секај нас е така обратно. бубрежни Ќе се Примарната болести, превенција треба да биде катаракти, императив за различни сметка на нервни удари и секундарна така. и терцијарна превенција. Значи, еден стенд поставен, колку би оправдало вакви монитори за следење на гликемија или една ампутација или еден пациент на 50 години да го ставите на хроничен хемодиализен режим. Значи, Точно. нели, ако Да, се направи некоја фармакоекономија или како да ја наречам, некои да. економски анализи во здравството, превенција versus третман и Ние компликации. секогаш одиме од лекувањето на компликациите, но тоа мислам дека доаѓа до недоволна информираност. Например, Да. јас кога исто. прв пат имав таква ситуација со министерот за здравство, кога почнав да зборувам и му викам ајде да ќе најдеме средства за сензорите, викам вие кажете количината Така. и зборуваме. За среќа министерот имаше доволно информации, но ми вика од каде сега ти ги знаеш сите овие информации? Ја викам затоа што знам кои се компликациите, зашто сам сум диабетичар. Ја ова не го правам за себе. Но знам дека кои се вообичаени компликации. Нели на крајните Невропатија. Невропатија. И викам, Невропатија. замислете, колку имате операции или со компликации, бубрежни компликации, колку имате со нервен Катаракта. удар, колку имате катаракта, колку имате со срцеви или запушување на каротиди, на артерии, на так. И он ми гледа, вика, чекај, вика, па ти не си здравствено лице. Викам, да, затоа што ја тоа го гледам низ призма на пари, еве, како економист. И викам, толку стентови, толку ова, толку операции, толку лечење, Со толку тук. Така. И кога ќе видиш, а сето тоа, низ годините, можеби нема ефектот да биде веднаш, ама низ одреден период, ќе имаш позитивен. Плюс квалитетот на живот. Така е. Значи, ја имам пријатели кои што имаат, за жал, деца со диабет. Па, тоа е да те боли душа. Да ги видиш тие деца, да ги боцкаш, велам, неколку пати на ден. На вистина. Тоа е за детето е болно, ама замисли за родителот. Да. И И затоа тоа сигурно велам, не знае што му се ние- случува. Треба Да, и тој зошто му се човечки случува. фактор да го земе и затоа мислам дека има позитивни знаци, треба сите заедно да работиме, да си помогнеме, Да работиме и особено на таму кај што едукација има на тенденција и луѓето. тренд на раст Така. на лица со состојбата на диабет, па преска зборувавме пред подкастот и за лицата со различни типови на рак, на карцином, кој што едноставно, веројатно заради сите климатски промени и се што ни се случува, е појава. Така Која што е. ни се случува и ние мораме полека Да да прифатиме. минуваме. Да. Така е. Да. Вака, што можат политичарите да направат повеќе за ова? Многу. Да слушаат многу повише, да стават во секоја политичка одлука малце срце, Така. вистина. Не од срце која велам, не да биде побудата, сега мене ми се случува, па јас ова, не. Да се почувствуваат, како што викаат народски, да стават нозете во туѓите чевли и да кажат како би им било полесно ако оваа одлука биде исправна како што треба да биде. Едноставно само тоа. Да. Малце Така. повише чувства Јас во така, политичките одлуки, без гледање сега дали некој ќе профитира. Не, профитираат граѓаните. Треба да се вложи, Мора мислам, да има дека многу поквалитетно. повеќе во здравството. Апсолутно. Многу повеќе, зашто тебе ти треба здрава популација. Ни Така, требаат ни требаат луѓе со болни поквалитетен живот. Така, Така. 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 Независно на кои години се. точно. Од мали години, па и луѓето во трета доба ни требаат здрави. Точно. Затоа што Така е. Да, пак луѓето во трета доба, ако не ни се здрави, не можеме да ги искористиме. точно. Не да ги можеме- искористиме физички, Да. психички, ментално. Да Они научиме го од имаат нив. најдоброто Да искуство. научиме од нив. Да, Така е. најдоброто искуство, собрано и Така е. животно искуство и знаење. Ние од нив треба да црпиме сите помлади генерации, а ние што правиме? Затоа што не инвестираш ни на години, моментот кога највише треба да ги користиш, затоа што влегуваат во доба во која што едноставно треба да пренесат се што виделе низ животот, ние ги немаме. Така е. Или не се во можност тоа да ни го пренесат. Точно. И за жал, како општество,
губиме. А демографски, ако видиме во Македонија, и затоа велам дека е сега нужно да се донесе исправна одлука на секое ниво. Демографски, ако гледаме, ние сме нација во Македонија која што старе. Така. Тоа значи дека треба да вложуваме многу во превенција, затоа што ни требаат следните поколенија, но и луѓето во трета доба поздрави. Така. Така. Билјана, нека порека за сите што ме следат. Па мислам дека кажавме многу и медицински, еве и Фатмир, животни факти поврзани, како да кажам, со дијабетесот, едно лично искуство, секоја чест за неговата отвореност. Значи, можеби некој ќе се препознае во симптоматологијата која што ја споменавме. Еден апел за таа отвореност што зборуваме. Значи, се бара поддршка на секое можно ниво, да се бара една отвореност, да се кажуваат работите, затоа што најчесто се добиваат позитивни информации, позитивен фидбек со тој што се разговара. Значи, секогаш може само бенефит да се има од сето тоа. Апел за тие редовни проверки што зборувавме, почнувајќи од матичен лекар, препраќање соодветно ако има потреба на секундарно ниво, по потреба селективно испраќање не на секој пациент со дијабетес, кој што е на еден орален антидиабетик на терциерно ниво, да не се искористуваат капацитетите на терциерно ниво, да гледаме пациенти кои што се на метформин, а пациенти кои што се со тип 1 дијабетес, кои што се на инсулинска терапија, да не може да закажат буквално термин на терциерно ниво. Значи, правилно дијагностицирање, третирање, насочување на пациентите, мислам дека е од круцијално значење и превенцијата секако да не лекуваме компликации. Така. Ви благодарам на присуството. Благодарам уште еднаш што поканав. Благодарам за поканата. Тоа беше се за овој подкаст. Ви благодарам што не следите, се гледаме следната недела со уште една интересна тема.